во вестите на телевизија Нова. Господине Петров, добро вечер. Добро вечер, поздрав до вас и до слушателите и гледачите на вашата програма. Така, она што можевме да го видиме е дека мир малку во собранието, мир на улиците, великденските празници се пред нас, собраниската расправа, но и протестите на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија се најавени дека ќе продолжат во вторник. Што можеме да очекуваме? Јас сметам дека решенијата може да се изнајдат само ако се почитуваат одредбите од Уставот, законите и деловникот на собранието на Македонија. Не ќе гласаме за нова влада или за председател на собранието ако се откажат од така наречената тиранска или албанска платформа. Таа никогаш, верувам, нема да се оствари, туку избори, затоа што така налага Уставот. Изборот на нова влада повеќе не е желба на пратениците, туку уставна обврска. Таа можност пратениците ја пропуштија со ултимативните барања на ДУИ. Имено, според член 90 од Уставот, јас ќе го цитирам, председателот на Републиката е должен во рок од 10 дена од конституирањето на собранието мандатот за состав на влада да го довери на кандидат на партија, односно партии што имаат мнозинство во собранието. Мандатарот во рок од 20 дена од денот на доверувањето на мандатот на собранието му поднесува програма и го предлага составот на владата, и владата на предлог на мандатарот, а врз основа на програмата ја избира собранието со мнозинство од вкупниот број пратеници. Член 90 е исцрпен затоа што собранието се конституира со верификацијата на мандатот на пратениците на 30 декември минатата година. Председателот на Републиката во согласност со член 90 го довери мандатот во рок од 10 дена на 9 јануари. Мандатарот за жал не предложи состав на влада до собранието заклучно со 29 јануари до крајот на рокот за предлог состав на влада, и практично со тоа член 90 е исцрпен. Се после 29 јануари представува грубо кршење на Уставот и од страна на председателот на Републиката и од страна на пратениците во собранието. Представува кривично дело злоупотреба на службената должност и овластувањата и кривично дело самовластие. После 29 јануари мандатот повторно е во рацете на народот, затоа што овој состав на пратеници не успеа да состави влада и затоа собранието мора да се распушти и да се организираат нови парламентарни избори. Тоа е единствено решение според читањето на член 90 од Уставот. За жал, не постои одредба од Уставот за распуштање по сила на Уставот. Ние кога го носевме Уставот, имав амандмани на член 90, предлагав доколку собранието не ја избере владата во рок од 3 месеци од конституирањето или во рок од 3 месеци од 1 јануари во тековната година не донесе буџет, по сила на Уставот се распушта и им престанува функцијата на пратениците. Меѓутоа, таа одредба, тој амандман предлог 1991 година не беше прифатен со образложение дека текстот на член 90 е сосема јасен. Меѓутоа не овозможува можност за овластување на председателот да довери втор мандат за мандатар за состав на влада. И затоа сметам дека се после 29 представува грубо кршење на Уставот и пратениците треба да постигнат договор за распуштање. За распуштање со тоа што кога ќе го договорат датумот на распуштањето, односно на воредните парламентарни избори, во ист ден да се одржат и локалните избори. Затоа што Собранието на Република Македонија ја суспендира локалната власт. Според изборниот законник, председателот на Собранието не ги распиша изборите не подоцна од 90, а порано од 70 дена од првата половина на месец мај, што е законска обврска од изборниот законник. Тие термини беа 13 февруари, заклучно со 6 март.
Изборите за локалната власт требаш да бидат распишани, да се одржат на 14 мај ова година, меѓутоа, бидејќи собранието не ја исполни таа обврска, практично ја суспендира локалната власт и затоа сега останува единствено... Влегуваме во уште една подлабока криза, значи локалните избори висат. Практично собранието не може да донесе закон за да го продолжи мандатот на советниците и на градоначалниците, затоа што локалната власт не е делегирана од собранието на Република Македонија, туку таа е изворна и се добива со општи, непосредни, слободни, тајни избори од граѓаните на Република Македонија во сите општини истовремено. Поднесов иницијатива до Уставниот суд минатата недела, очекувам Уставниот суд да се произнесе, а тоа е да ги поништи членот 35 став 1 од Законот за локална самоуправа и членот 16 став 1 зборовите во првата половина на месец мај, со што мандатот на советниците и градоначалниците ќе се изедначи, ќе биде продолжен најдоцна до крајот на годината, меѓутоа нема граѓаните да бидат лишени од локалната власт за да ги остваруваат своите локални прашања во единиците на локалната самоуправа. Во секој случај сметам дека единствено решение од актуелната политичка криза е, бидејќи тоа е дискреционно право на пратениците, да постигнат договор за распуштање и за датум за одржување на локалните избори заедно со нови вонредни парламентарни избори. Она што се чини најголем проблем е тиранската платформа со оглед на тоа колку масовност зазема протестите на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Тие велат дека токму бараат отфрлање на тиранската платформа и ќе останат на улиците се додека нивните барања не се исполнат. Некако се чини во јавноста и не е јасно што предвидува таа. Може ли малку да објасниме што предвидува таа тиранска платформа и зошто е толку спорно? Не станува збор за нови барања. Тоа се барања кои од 1990 година, од првото парламентарно собрание до денес се постојано во тренд кај албанската заедница или кај политичките партии на албанската заедница. Содржината на текстот на таа платформа не е ништо ново од досега. Меѓутоа, искористија тие политички партии можност да постават ултиматум за избор на влада, имајќи го предвид антагонизмот кој постои помеѓу ВМРО ДПМН со коалицијата и СДСМ со коалицијата. Јас се сеќавам и во првиот парламентарен состав, пратениците од тогашната партија за демократска преродба, ПДП, недвосмислени беа во своите изјави, дискусии и во првото парламентарно собрание кога го носевме уставот дека Македонија може да биде унитарна држава само во други граници. Иако со Охридскиот рамковен договор после војната во 2001 година од 13 август 2001 година недвосмислено беше децидно утврдено дека, а тоа се и основите на Охридскиот рамковен договор, не постојат територијални решенија за етничките прашања и мора да се почитува етничкиот и верскиот состав на населението во единиците на локалната самоуправа, односно на целата територија на Република Македонија. Така да, ирелевантно е дали кандидатот за председател на собранието ќе даде свечени изјави дека се откажува од таа платформа или дека Социјалдемократскиот сојуз ќе се откаже од таа платформа и да се откажат како блеф, никој не може да им го одземе правото на пратениците, на еден пратеник или влада како властени предлагачи во текот на мандатот, било што од таа платформа да предложат во собраниска процедура. Единствено станува за верба дека прашањата кои што треба да се донесат со двотретинско парламентарно мнозинство не ќе може да се реализират, имајќи предвид дека ВМРО ДПМН и коалицијата ги отфрлија предлог решенијата што се нудат во таа платформа и не ќе може да се ефектуират во амандмани за измени и дополнување на уставот. Што барат
политичките партии на албанците со ова платформа? Прво барат да се дерогира унитарниот карактер на државата. Тоа е барат албанците да добијат статус на државотворен народ, заедно со македонскиот народ. Тој политичките лидери на Албанија, премиерот, министерот за надворешни и председателот на Албанија постојано во своите изјави го повторуваат. Барат албанскиот јазик заедно со македонскиот јазик да биде дефиниран во членот 7 за службени јазици на целата територија на Република Македонија во меѓународните односи и она што е побитно од оние точки кои се дефинираат во таа платформа, собранието со резолуција да утврди дека е извршен геноцид врз албанскиот народ во Македонија од 1912 до 1956 година. Унитарноста ја чинат три елементи на државата, а тоа е неповредливост на границите, неделивост и неотугивост на територијата по било која основа и македонскиот јазик како еден и единствен службен јазик на целата територија на Република Македонија во меѓународните односи. Доколку се усвои измена на уставот или се донесе закон наместо уставот, како што се предлага во оваа коалиција предлог владина коалиција помеѓу СДСМ и дел од партиите на албанците. На тој начин, доколку се прифати двојазичноста, практично треба во службена употреба во сите институции да се воведе албанскиот јазик на целата територија. Тоа ќе значи сите документи што ги издава државната администрација, локалната самоуправа на целата територија мора да бидат двојазични. Практично на таков начин се дискриминираат помалите етнички заедници, а од друга страна се долгорочно се трасираат можности кога поради двојазичноста албанците би добиле статус на државотворен народ, еден ден да ја контролираат не само целата територија, туку и кога ќе би посакале да се повикат на правото на самоопределување до одцепување. Затоа сметам дека оваа платформа содржи решение за редефинирање на уставниот поредок на Републиката, од почеток веројатно функционална федерализација. Тука се и предлозите за избор на председателот во собранието, за дводомен парламент, дом на народите, дом на граѓаните. Но тоа се чекори кои што може да ја редефинира државноста на долг рок до нејзина дезинтеграција. Имаат ли сила граѓаните да го спречат тоа, не само по улиците низ нашата држава, туку и можеме да видиме снимки од диаспората, македонските иселеници се сплотени и ги упатуваат истите пораки, колку тоа ќе допре до Социјалдемократскиот сојуз и подписниците воопшто на Тиранската платформа? Ние може и мора да ги користиме сите правни инструменти кои Уставот ги дозволува. Тоа значи, вербализмот, ве молиме, отфрлете ја платформата, нема никакви правни последици. Пратениците во парламентот било кога може да ги предлагаат предлозите во собраниска процедура што се наведени во таа платформа. Било кои пратеници, затоа што еден пратеник заедно со владата се овластени предлагачи. Долгорочно решение за надминување на овие прашање да бидат отфрлени во собраниска процедура, затоа што се носат со двотретинско мнозинство. Тоа значи само ако и пратениците на СДСМ на ВМРО дадат согласност, тогаш може да се направат измени на Уставот. Меѓутоа, друг инструмент кој што може да го користат граѓаните е опцијата референдум. На тој начин
Сметам дека на неколку референдумски прашања и по прашањето за името и идентитетот на нацијата и за крај на разговорите во Обединетите нации и продолжување на членство во Обединетите нации под државната име Македонија, како и за унитарниот карактер на државата, што подразбира непроменливост на границата, неделивост и нетугивост на територијата и македонскиот јазик како единствен службен јазик на целата територија на државата и меѓународните односи, ќе бидат долгорочно стабилни решенија за да било каква можност биде отфрлена во иднина, затоа што одлуката на референдумот, донесена со мнозинство од вкупниот број избирачи, е задолжителна за сите, па вклучително тука и за собранието кој што го донесува уставот и законите на државата Македонија. Господине Петров, и академик Беџети му порача на Али Ахмети да ја отфрли тиранската платформа. Може ли да очекуваме таков потек? Ирелевантно е дали ќе дадат свечена изјава дека ја отфрлаат или не ја отфрлаат. Тоа се барања кои имаат тренд во албанската заедница и тешко дека некој политичар ќе ги откаже. На крајот на краиштата да не заборавиме дека и 2001 година, за време на војната, терористичката организација ООН ја започна со прогласување слободни територии. Тоа беше војна за прогласување слободни територии, ослободување на окупираните албански земји во Македонија од славомакедонските окупатори. Тоа се остварува со етничко чистење. Тогаш бевме сведоци на таква грубо, да кажеме, дислокација на населението со етничко чистење од подрачја каде што албанците живеат во мнозинство. Меѓутоа, единствено решение според мене е да се почитува уставот и законите, парламентот да се договори за само распуштање и да се определи датум за одржување на локални и заедно со воредни парламентарни избори. Господине Петров, останувате со мене во студиото, ќе прокоментираме билатерален договор за положбата и правата на македонците во Србија и на србите во Македонија. Иницииран е договор за положбата и правата на основните права и положбата на албанците во Македонија и на македонците во Албанија, меѓутоа се уште нема доволно расположение во албанската влада и меѓу политичките партии на албанците таков билатерален договор да се донесе. Се сеќавам дека уште 2003 година македонската заедница во Албанија беше иницијатор за одржување на прва национална конференција за малцинските права во Албанија, се одржа во Охрид. Представници на сите национални малцинства, грците, македонците, египтјаните, ромите, србите, црногорците, бошњаците беа единствени дека правата на националните малцинства со Охридскиот рамковен договор треба да се применат и во Република Албанија, затоа што не ги прифаќаат официјалните статистички бројки на владата дека нивниот број изнесува 5% од вкупното население, тие сметат дека нивниот број во вкупното население е некаде до 40%. Врз основа на тие барања од оваа прва национална конференција беше побарано од ОПСЕ, од Европската унија, унапредување на положбата и правата на националните малцинства, имајќи предвид дека во Албанија пописот не се спроведува лично со попишување на граѓаните, туку апроксимативно таа статистичка операција се изведува во канцеларии и неточно се утврдува. Нашиве македонци во средна и северна Албанија упатува жалби затоа што властите со закани ги одвраќа, со казни ги одвраќа од изјаснувањето дека се македонци по потекло. При владата на Република Албанија формиран е Совет за националните малцинства. По еден представник од секој национално малцинство има во овој совет. Од македонците тоа е господинот Нико Китани.
нивните барања за унапредување на положбата и правата многу рестриктивно се прогресираат и се реализираат. Еве сега имавме можност да чуеме дека по предлог на овој совет за прв пат ќе почне да се емитуваат едночасовни емисии на јазиците на националните малцинства на државната телевизија на Албанија. Македонците го добија и законот во собранието за враќање на топонимите на 9 села во област на Мала Преспа. Собранието на Република Албанија го усвои тој закон, ги врати топонимите, македонските топоними во овие 9 населени места во област на Мала Преспа, меѓутоа станува збор за положбата и правата на македонците во Голобрдо и во Гора, во средна и северна Албанија, бидејќи ги има на целата територија, според некои пресметки, најмалку 300.000 жители се македонци по потекло, живеат не само во Мала Преспа, во Пустец и останатите села во ова област, туку во поголемите градови на целата територија на Албанија. Во рамките на унапредувањето на положбата и правата следи и овој закон за националните малцинства, во кој се дефинираат поименечно сите овие споменати национални малцинства, околу 8 во Република Албанија, кои што ги признава државата. Не сум запознат со текстот на законот, иако имаше обиди и барања Охридскиот рамковен договор со целиот корпус на права и слободи да биде имплементиран и во текстот на овој закон за националните малцинства, меѓутоа кога ќе пројде парламентарна процедура и ќе биде донесен, објавен во службен весник на Република Албанија, евентуално тогаш ќе дознаеме точно што содржи. Во секој случај, секако дека е позитивен чекор за положбата и правата на националните малцинства. Се надеваме дека ќе биде усвоен. Меѓутоа, наш предлог како и председател на Светскиот македонски конгрес во конекцијата со македонската заедница, со македонските организации, единствената македонска партија во Албанија е да сите национални малцинства барат права и слободи како што е Охридскиот рамковен договор. И затоа и нашето барање до владата, независно од политичката криза, односите и состојбите во Македонија, Албанија и на Балканот, независно од реториката на политичарите кои што ги злоупотребуваат своите функции во пресрет на парламентарни, локални или било какви други избори, односите меѓу Албанија и Македонија да бидат уредени во однос на прашањето за националните малцинства со договор за основните права и положбата на албанците во Македонија и основните права и положбата на македонците во Албанија со билатерален договор и секако вкупните билатерални односи да бидат уредени на принципите на меѓународното право, еднаква сувереност меѓу државите, што подразбира немешање во внатрешните работи и реципроцитет во односите. Тоа што за албанците во Македонија, исто и за македонците во Албанија. Ние бевме сведоци на ова платформа која стана закана и ултиматум за формирање на влада после ворените парламентарни избори, на грубо мешање на Албанија во внатрешните работи на Македонија. Никој не го суспендира правото на државата Албанија да се грижи за положбата и правата на албанците во Македонија, односно на делот на албанскиот народ во Македонија, како што и Македонија по својот устав се грижи за положбата и правата на деловите на македонскиот народ во соседните земји на Република Македонија, за иселениците од Македонија и за незините граѓани кои се на превремена работа во странство. Меѓутоа, во конкретен случај не станува збор за таква грижа, туку за грубо мешање во внатрешните работи при состав на влада. Доколку ова закана и ултиматум, овој преседан сега се прифати, мислам дека тоа ќе стане правило на однесување за сите следни наредни парламентарни избори, затоа мора да биде демистифицирани сите барања и во платформата. Во интерес на времето само уште да заокружиме за крај уште едно прашање. во Македонија.
Така, да заокружим уште едно прашање. Кусове, молам, еве, некакво затишје сме сега овие барем следни 4 дена со оглед дека се великденски празници. Собранието повторно почнува со работа во вторник. Политичката криза трае повеќе од 2,5 години. Ке има ли решение? Пратениците од СДСМ се повикуваат на член 78 став 2, председавачот да ја прекине расправата по трета точка, изборот на Комисијата за избори и именувања и да продолжи со четвртата избор на председател. Пратениците од ВМРО ДПМН се повикуваат на член 80 став 2, а тоа значи дека претесот трае се додека по една точка додека има пријавено говорници. Неоти Собранието не може да прекине расправа за да продолжи по некое прашање кое е итно и важно. Во конкретен случај, бидејќи конститутивната седница е регулирана со глава 2 од деловникот, мора да заврши изборот на Комисијата за избори и именувања, затоа што според член 22 од деловникот, кандидат за председател на Собранието предлагаат Комисијата за прашање на изборите и именувањата и најмалку 20 пратеници. Најмалку 20 пратеници го предложиле, како што имавме сознание, пратеникот од Дуи Тала Џафери. Меѓутоа, останува и можноста предлог кандидат да даде Комисијата за избори и именување. Затоа, ирелевантно е, односно неделовнички барањето на СДСМ да се прекине расправата. Треба да заврши расправата по точка 3, а тоа е Собранието да ја избере Комисијата за избори и именување, да се направи пауза и Комисијата за избори и именување да предложи евентуално можен кандидат, втор, за председател на Собранието, пошто Собранието треба да пристапи кон избор. Меѓутоа, бидејќи членот 90 од Уставот е исцрпен, единствена можност е партиите да постигнат договор за распуштање и распишување воредни парламентарни избори заедно со локалните избори. Ви благодарам за гостувањето во вестите на телевизија Нова. Благодарам и вам и ја користам можноста на сите православни католици да им го честитам големиот христијански празник, Христовото воскресение, Великден со Христ воскресе. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето. Ова некако беа ударните теми денеска. Во 19 часот стандардно имаме гости, анализираме она што е најактуелно во текот на денот. Ви благодарам за присуството. Почитувани, јас тука се одјавувам веќе во 20 часот нов информативен преглед со останатите содржини на кои што работеа денеска новинарите. Останете на телевизија Нова.